Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како девја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Господи. Денес Светата Македонска православна црква, драги браќи и сестри православни христијани, го празнува празникот посветен на светиот Амфилохиј, епископот Икониски, светиот Григорий, апостолот Аркадејски, светиот Александар Невски и светиот Митрофан, епископот Ворножески. Светиот Амфилохиј, епископот Икониски, бил сонародник и другар, како и пријател на светиот Василиј Велики и на други светители кои што се појавиле токму во 4 век. Амфилохиј рано го оставил световниот метеж и се повлекол во една пештера, како што тоа го прави секој отшелник, и проживеал во својот подвиг добри 40 години. Тога се случило да се испразни епископскиот трон во Иконија и Амфилохиј на чуден начин бил избран и посветен и ставен за епископ Икониски. Тој бил прекрасен пастир и голем бранител на чистата и православна вера. Учествувал во Вториот Вселенски собор, кој се одржал во 381 година. Ревносно се борил против злочестивиот Македонии, како и против аријанците и евномии. Лично го молел царот Теодосиј Велики да ги изгони аријанците од секој град кој што се во државата. Царот не му исполнил желбата. По неколку дена Амфилохиј пак му се јавил на царот. Кога епископот бил воведен во одајата за приеми, царот седел на престолот, а до него, од десната страна, му седел синот Аркадиј, кого Теодосиј го зел при себе за соцар. Кога станал Амфилохиј, му се поклони на царот Теодосиј, а на Аркадиј, синот царски, не му обратил воопшто внимание, како да тој не бил таму. Заради ова Теодосиј се разгневил многу и нареди Амфилохиј да биде избркан од одајата и дури и од дворецот. Тога светителот му рекол на царот: гледаш ли, цару, како не го поднесуваш понижувањето на синот, така и Бог Отецот не го трпи понижувањето на синот свој. Се одвраќа од оние кои хулат за него и се гневи за сите поддржувачи на оваа проклета Аријева ерес. Кога слушна тоа, царот вистински разбра зошто Амфилохиј не му оддал почит и почест на неговиот син и вистински се зачудил на мудроста и смелоста негова.
помеѓу многуте трудови на светиот Амфилохий, драги браќи и сестри, напиша и неколку книги за верата. Тој се упокоил во 395 година, во длабока старост и се преселил во бесмртниот живот. Драги браќи и сестри, да денеска размислував што да проповедам. И се разбира, пронедов една вистинска тема, која што не оптоварува сите нас. Ке проговориме денес за квази научниците и бајачите наспроти Христа. Садокеите имале приговор против воскреснувањето, кој им се чинел непобитен. Меѓутоа Господ го поби со неколку зборови и тоа така јасно, што сите сватиле и признале дека садокеите се победени со вистината на неговите зборови. Тоа што некој и некогаш го правеле садокеите, сега за жал го прават неверниците од секаков вид, како бајачи или пак така наречени, односно квази научници. Тие себе си натрупуваат многу изфантазирани предпоставки, кои ги издигнуваат како некаква вистина и кои ги сметаат како непобитни. Тие со нив се величаат, предпоставувајќи дека против нив не може ништо да се каже. Всушност, сите тие се толку ништовни, затоа и нема што да се зборува за нив. Сите нивни мудрувања се како куќа од карти, која ќе дувнете, ќе се разлетаат. Во детали тие и не треба да се негираат. Доволно е кон нив да се однесуваме како спрема со ништата. Зборувајќи против со ништата, ние и не ја докажуваме нивната несоодветност во целина или пак во подделни делови. Туку едноставно велиме само дека тоа е сон. Со тоа се решава. Баш таква е и теоријата за настанокот на светот од земјината лава, со своето разделување на делови од кои потоа, замислете, се создале планетите. Потоа теоријата за случајниот настанок на животот, дарвинското потекло на родовите, како и за крај видовите, со неговото последно фантазирање за настанокот на човекот. Сето тоа е како вистинско бунило, кое што го опфаќа сонувачот. Читајќи го се ова, се чувствуваш како додиш меѓу сенки. А квази научниците? Да, што со нив да се направи? Нивното правило е едноставно. Ако не сакаш да слушаш, немој, но не ни пречи да ги лажеме останатите луѓе. Но ниту Христос, ниту црквата, драги мои, ова нема да ви го дозволи. Се додека на овој свет постојат православните христијани и имаат поддршката од Бога, вистинската вера во себе, секогаш ние ќе се спротивставуваме на вашите лаги и ќе се трудиме да ви го покажеме вистинскиот пат. А два патишта не постојат. Единствен е патот кон вистината, патот кон нашиот Бог.